Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Македонија има нова влада. Мицкоски го започна својот премиерски мандат. Притисокот од граѓанските организации вроди со плод, велат екологистите. Трката во Формула 1 на Охридското езеро откажана. Вевчани и годинава домакин и инспирација на врвните светски сликари. 4 децении ликовна историја, отворена 39-та интернационална уметничка колонија Дебарца 2024. Европската Унија го усвои 14-тиот пакет санкции за Русија. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Во попладневните и во вечерните часови услови за развој на нестабилност, кое што ќе донесе умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во вторник во најголем дел од Европа ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во областа на Алпите, северните и централните предели на Апенинскиот полуостров и во поголем дел од Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локално и со појава на невреме. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево време со појава на локална облачност и посвежо. Во попладневните часови во северните, централните и јужните предели нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Локално со поројни врнежи и појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 33 степени. Во Македонија во вторник во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните и во вечерните часови развој на нестабилност кој што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што локално ќе бидат поројни и пропратени со грамотевици и со услови за појава на невреме и врнежи од град. Утринските температури ќе се движат во интервал од 13 до 22 степени, додека пак максималните дневни од 25 до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во вторник во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните и во вечерните часови развој на нестабилност кој што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што локално ќе бидат поројни и пропратени со грамотевици и со услови за појава на невреме со врнежи од град. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во Охрид во среда, четврток и петок во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните и во вечерните часови развој на нестабилност кој што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што локално ќе бидат поројни и пропратени со грамотевици и со услови за појава на невреме со врнежи од град. Утринската температура од 18 до 17, односно 15 степени, додека пак дневната од 27 до 23, односно 24 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Македонија има нова влада. Мицкоски го започна својот премиерски мандат. Денеска на ново избраниот председател на владата Христијан Мицкоски, техничкиот премиер Талат Џафери му ја предаде премиерската функција. Џафери му го честиташе стапувањето на премиерската должност на новоизбраниот председател на владата Мицкоски, при што му посака успешна и ефикасна работа во интерес на сите граѓани на државата. Собранието по дводневна расправа вчера вечер со 77 гласа за и 22 гласа против ја избра новата влада, која сочинуваат представници на коалицијата Твоја Македонија на ВМРО-ДПМНЕ, коалицијата Вреди и партијата Знам за наша Македонија. Против новата влада се изјаснија пратениците од СДСМ и Левица, додека пратениците од коалицијата Европски фронт, предводена од ДУИ, ја напуштија седницата пред низиното завршување. Христијан Мицкоски го доби мандатот за состав на нова влада откако неговата партија победи на парламентарните избори во мај годинава и освои 58 пратенички места во собранието. Новата влада ќе има 20 министерства наместо досегашните 16. Тројца министри ќе бидат без ресори, а премиерот ќе има 5 заменици. Освен за премиерската, церемонии за примопредавање на функциите ќе има и во министерствата меѓу актуелните министри во техничката влада и новоизбраните министри. Формула 1 трката на вода, закажана за јули годинава во делот на Охридското езеро кај поградец Албанија, е откажана, вели екологистот Никола Киселинов. Според информациите до кои дошол на прославата на денот на езерото во Поградец, во откажувањето на настанот влијание имало од УНЕСКО. Во јануари годинава повеќе од 50 здруженија и институции од Охрид и Република Македонија, како и од соседна Албанија, покрена иницијатива за спречување на одржувањето на овој настан.
Трката во Формула 1 со високотуражни моторни чамци на Охридското езеро кај Поградец е откажана, вели екоактивистот Никола Киселинов. Председателот на Туристичката асоциација на Македонија Билјана, која е една од 50-тината граѓански здруженија кои се кренаа против одржувањето на ваква трка на Охридското езеро, вели дека информацијата ја дознал на неодамнешната прослава на Денот на езерото во Поградец. Статусот на трката, која според календарот на организацијата F1H2O беше закажана за почетокот на јули, на официјалниот сајт на организаторот подолго време беше како непотврдена, а од неодамна воопшто не фигурира во распоредот. Значи, дефинитивно трката не се одржува, се откажува трката и они ни спомнаа дека да, ни направивте проблем, али трката беше предвидена чисто како промоција на Охридското езеро, затоа што таа трка никаде нема да се бодува во светскиот ранг на Формула 1. Здружение институции од Македонија и Албанија со месеци апелираа до властите на двете земји да се спречи одржувањето на трката која беше најавена во септември минатата година. Тие на почетокот на годинава испратија информација за овој настан до телата на Комитетот за заштита на светското природно и културно наследство на УНЕСКО. Рамовон потпишал договор со организацијата Формула 1. Ама реакцијата од граѓанските организации од Македонија, околу 40 граѓански организации беа вклучени во оваа работа. Недржавните институции, граѓански организации, граѓанскиот сектор, гласот допре и до УНЕСКО, така да УНЕСКО им забрани нив да се одржува трката. Трка со високотуражни моторни чамци според еколозите и стручни лица би била погубна за екосистемот на најстарото езеро во Европа, заштитено светско природно наследство и жариште на биодиверзитетот со над 200 ендемични организми. Граѓанските организации бараат поголема соработка помеѓу двете земји кои го делат езерото за негова заштита, функционирање на билатералниот комитет за заштита на езерото и отварање на 3 канцеларии на УНЕСКО, по една во Охрид и Струга и една во Поградец. Вевчани и годинава домаќини и инспирација на врвните светски сликари. Викендов започна 13-тата меѓународна ликовна колонија Вевчански видувања. Оваа година на колонијата свое учество ќе земат околу 30 афирмирани сликари од земјава и светот. Живописното Вевчани и годинава домаќини и инспирација на врвните светски уметници. Започна 13-тото издание на меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања. Оваа година ќе творат 30 афирмирани сликари од земјава, од балканските, европските земји и од Америка. Колонијата ќе има хуманитарен предзнак. Дел од сликите ќе се продаваат на аукција, а собраните средства се наменети за хуманитарни цели. Околу 30 познати уметници од Македонија и од светов во наредниве 2 недели ќе творат во Вевчани. Исто така, покрај афирмираните и познати ликовни уметници, и оваа година заедно со нашите партнери Шпарка се банка го реализираме проектот за млади и талентирани сликари, кои што на конкурс беа избрани 10 млади уметници и во овие 2 недели заедно со нивните колеги и познати истакнати уметници заедно ќе творат. Уметниците се инспирираат и воодушевуваат од убавините на падините на Јабланица. Најчесто ги сликаат вевчанските извори, автентичните сокаци, старите кујки, дрвјата и цвеќињата. Да, ово ми е прв пат овде во Вевчани и импресиите се фантастични. Ова е нешто неверојатно, колку е убаво, колку е инспиративно и има што и да се слика. Иначе јас сум од Јегуновце, Тетовско, а овдека сум прв пат. Ме интересира архитектурата, положбата на местово, овие потоци кои шумат покрај нас, фантастично е. Доследно да кажам бавината на Вевчани, водопади тоа. Вевчани го прават луѓето. Динамиката на луѓето, нивната честност, нивниот однос кон нас. Прекрасни луѓе. Ама немојте да ги зезнете. Ако ги зезнете, тешко вас. Значи, Вевчанец кој ќе ти даде рака, ти го дава срце. И годинава како дел од меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања се организира летната ликовна школа за деца, во чии рамки повеќе од 60 млади идни уметнички надежи ќе имаат несекојдневна можност да се запознаат со тајните на сликарската уметност.
Исто така новина оваа година ни е тоа што имаме една соработка со Американската амбасада во Македонија. Една професорка од Универзитетот во Минесота ќе ни биде дел од детската ликовна школа, која што исто така во овие 2 недели се организира во Вевчани. Вевчански видувања 3-та година поред ја организира детската ликовна школа. Околу 60 дечиња се пријавени и ќе работат на работилници. Почнувајќи од 2010-та, секоја година традиционално на крајот на месец јуни во Вивчани се организира меѓународната ликовна колонија Вивчански видувања. Низ годиниве свој белек оставиле преку 250 врвни сликари, учесници на колонијата. Уметничките дела, создадени на падините на Јабланица, биле представени на изложби ширум светот во Париз, Москва, Лондон и други светски метрополи. Вивчани, изминативе 14 години, е храм на уметноста. 4 децении ликовна историја. Отворена 39-та интернационална уметничка колонија Дебарца 2024. Во богатата уметничка галерија во село Белчишта, општина Дебарца, со над 700 досега создадени дела, свечено беше отворена 39-та поред интернационална уметничка колонија Дебарца 2024. Пред бројната публика, љубители на ликовната уметност, се обрати Мартина Целеска, председател на Сдруженијето организатор. Таа потенцираше дека 4-децениското постоење на колонијата е заслуга на визионерски тим од реномирани уметници, поддржувачи на уметноста и страстни креативци. Годинава на најстарата ваква манифестација кај нас учествуваат 11 ликовни уметници од земјава и странство. Колонијата се одржува со поддршка на Министерството за култура, општина Дебарца и бројни спонзори општествено одговорни компании. Сите деца се уметници. Изложба на дела од ученици од Радолишта, Франгово и Заграчан. На изложбата во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга беа представени 100 дела, цртежи, слики, релјефи и макети, изработени од 46 деца. Основното училиште Аши Магуши од Радолишта во соработка со периферните училишта на селата Франгово и Заграчан, Сдруженијето за грижа за лица со посебни потреби ЦФДК од Струга, како и групата на деца од курсот Luz Art Gallery, организира изложба со тема Сите деца се уметници во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга. На изложбата беа представени 100 дела, цртежи, слики, релјефи и макети изработени од 46 деца. Креаторот на изложбата, Лузе Мустафа, нагласи дека целта на оваа изложба е да се даде можност на сите деца да го изразат нивниот талент, идеи, емоции, имагинација и да имаат можност да ги погледнат и цртежите од другите деца и да споделат искуства. Директорот на училиштето Шефи Ценка им се заблагодари на сите учесници и им честита за учеството на воспитувачите и на децата за убавите дела. Директорот нагласи дека секогаш е поддржувач на вакви активности и во следните активности ќе бидат вклучени и ученици од други основни училишта. Директорката на Центарот за култура Браќа Миладиновци од Струга, Николина Белковска-Глигоровска, во низиното обраќање ги пофали организаторите и учесниците во изложбата и потенцира дека Центарот за култура секогаш е отворен за вакви настани и во иднина. На крајот од изложбата им беа доделени сертификати на сите учесници во изложбата. Градоначалникот Пецаков со честитка по повод 24 јуни, денот на балканските египтјани. Да ви посакам здравје, среќа и берикет. Египтјаните како посебен етнички, јазичен и културен субјект се од особено значење за целата македонска држава. Како нераскинлив дел од македонскиот мултиетнички мозаик, вие сте посветени граѓани на својата држава и на својата заедница. Благосостојбата и просперитетот на Република Македонија како наш заеднички дом зависи од сите нас, вклучително и од египтјаните, стои во честитката на градоначалникот. Филмски колаж во Младенски центар Охрид. Станува збор за филмски курс кој е дизајниран како алатка за сите средношколци и студенти со интерес кон филмската уметност. Во просториите на Младенски центар Охрид од 3 до 7 јули ќе се одржи филмски курс «Филмски колаж» за сите заинтересирани средношколци и студенти. Целта е да им се овозможи на младите да се запознаат со различни аспекти на филмската продукција и да ги развијат своите критички и креативни способности.
Преку теоретски и практични предавања од областа на актерската игра, филмската камера, сценографија и костимографија, филмска шминка и маска, видеомонтажа, дизајн на звук, филмска музика и режија, учесниците ќе стегнат темелни знања и практични вештини. Со овој курс се пружа можност да ја зацврстиме филмската писменост кај младите влюбеници на филмот, да го поттикнеме критичкото размислување и креативност и да ги запознаеме со реалната професионална пракса пред влезот во филмскиот свет, велат од Младенски центар Охрид. Работилниците опфатени во филмски колаж ги организира филмската продукција Шарада во соработка со Бич Филм Фестивал и е проект поддржан од Министерството за култура. Сите заинтересирани може да се пријават преку порака на профилите на Младенски центар Охрид и Бич Филм Фестивал. Утре во Струга ќе се прска против комарци. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени сите населени места. На подрачјето на општина Струга утре 25 јуни ќе се спроведе теристичка од земја и аеросолна дезинсекција со цел уништување на комарци. Запрашувањето ќе се спроведе навечер од 20 часот до рано наутро со апарат за улова ладно запрашување. Пчеларите и пчеларските задруги да превземат соодветни мерки за заштита на пчелите, апелираат од општина Струга. Во случај на појава на неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен ден. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 20 лица загинале во пожар кој избувнал во фабрика за производство на литиумски батерии во близина на главниот град на Јужна Кореја, Сеул. 4 лица се повредени, од кои 2 биле во критична состојба. За време на пожарот во фабриката имало 67 работници. Пожарникарските екипи веднаш пристигнале на местото на настанот и пожарот бил изгаснат, информира новинската агенција Йонхап. Над 20 мртви во напади на црква и синагога во Дагестан. 15 полицајци и 6 вооружени напаѓачи се убиени, соопшти Националниот антитерористички комитет. Десетина лица биле хоспитализирани со рани од огнено оружје и изгореници, бидејќи напаѓачите ги запалиле објектите. Милитантите отвориле оган во синагога и црква во градот Дербент, како и во православна црква и 2 полициски станици во градот Махачкала, пошто во тие градови бил воведен режим на антитерористичка операција. Во Дагестан од денеска е прогласена 3-дневна жалост. Европската Унија го усвои 14-тиот пакет санкции за Русија поради нејзината војна против Украина, објави Европскиот совет. Пакетот содржи економски и индивидуални рестриктивни мерки кои му задаваат понатамошен удар на режимот на Владимир Путин и на оние кои ја поддржуваат неговата илегална, неоправдана агресорска војна против Украина, се наведува во соопштението на Европскиот совет. Санкциите се однесуваат на секторите енергетика, финансии и трговија, како и на 116 поединци и ентитети одговорни за постапки кои го поткопуваат или загрозуваат територијалниот интегритет, суверенитет и независност на Украина. Делови од средниот запад на Соединетите Американски држави се поплавени, а на источниот брег властите предупредуваат на високи температури. Во Јужна Дакота, Ајова и Минесота нивото на водата пораснало за време на викендов, пренесува Associated Press. Во Ајова 13 реки се излиле од своето корито, изјавиле од управата за вонредни состојби. Цели населби се евакуирани, а во градот Спенсер втора ноќ поредна сила е полициски час, откако поплавите го надминале рекордот од 1953 година. Истовремено, на другата страна, во Оклахома, Вашингтон, Балтимор и Филаделфија, регистрирани се рекордно високи температури кои се очекува денес да се искачат до 41 степен Целзиусов. Екстремно високите температури до 50 степени Целзиусови и лошата организација причина за над 1300 смртни случаи на годинешниот аджилак во Мека. Овој црн биланс веројатно не е конечен, бидејќи ова се податоци кои се официјално потврдени од саудискиот министер за здравство. Во муслиманските земји се води бесна дебата за тоа кој е крив за смртта на аџиите. Саудиска Арабија изминатите години се обиде да го спречи доаѓањето на преголем број на аџии со тоа што воведе квоти за сите држави пропорционално, но тоа се однесува само на оние кои доаѓаат организирано преку туристички агенции, но голем е бројот и на оние кои доаѓаат во сопствена режија, зашто Саудиска Арабија не може на сите да им понуди сместување, пристап до климатизирани простории, храна и вода. Властите тврдат дека уште пред почетокот на аджилакот имало 170.000 нерегистрирани лица.
Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!